Почитувани, добро утро. Ова утро се наоѓам во домот на господинот Драги Аргировски, кој што ја промовира 25-та книга, која што го носи насловот Новото време на вистината. Оно што ми го сподели пред малку е дека ова е прва телевизиска промоција и драго ми е што Канал 5 и Здрава Македонија ја има ексклузивата. Добро утро. Добро утро, тоа е традиција кај мене да моите најнови книги ги промовирам преку Канал 5. Бејќи ја ценам таа телевизија и имам добри врски долго години. Да, вие сте наш долгогодишен пријател и со задоволство секогаш сакаме да направиме разговор со вас. Ово утро зборуваме за новото време на вистината. За какво ново време на вистината пишувате? Тоа ние публицисти што сме, повеќе имаме предизвик од времето што го живееме. И токму тоа беше да направам со нови согледувања за во нашата држава, во нашата мила Македонија, какви се ситуациите со лажните вести, борбата со лажните вести, со сиромаштијата, со она што многу не исто така тагира, тоа е корупцијата и незадоволството кај народ и така натаму. Токму за тоа, по повод мојот 87-ми роден ден, ја подготвив ова моја 25-та книга поред, со предизвикувачки токму наслов, Новото време на вистината, бидејќи од тоа ново време на вистината треба да знаеме сите дека лажите вести и се она што е корупцијата, дезинформацијата, може да ја победиме само со ширење на вистината. Таа вистина има свое богатство и бидејќи вистината по мене и по сите наши анализи е таа да биде поголема и посилна на се. Ако сакаме да вистина да имаме достоинствен живот. Моите согледувања, моите анализи покажаа дека од минатото и сегашноста за подобра иднина треба да ја шириме вистината, да го шириме мирот, а најважно е во сето тоа да ја шириме човечноста и да бидеме луѓе на своето место. Не можете вие да создавате ново време ако немате навистина човечност во себе, ако немате навистина исто многу битно честност, ако не сакате повеќе татковината отколку себе, да админува тој егоизам, омраза, поделеност. Треба да бидеме сите патриотски расположени, да шириме вистината и да се бориме за подобар живот. Моите стремежи се токму во тоа да кога разговараме за сиромаштијата, еве сега таа пак не доста актуализира со ова енергиска криза, мораме да сватиме дека сите мора, а и треба, да се бориме за достоинствен живот на сите граѓани, а посебно на пензионерите, бидејќи сум нивен представник. Да. Може ли да ни раскажете малку повеќе на кој начин пишувате за вистината во вашата книга? Каква е приказната која што се проткајува? Приказната си има 3 дела. Првиот дел е прилози од сегашноста, тоа прилози од животот за животот, со други зборови. И по сите овие анализи, како што се и во самата книга битни, многу е битно да ви ги кажам колумните кои предизвикаа големо интересирање кај нашите читатели. Потреба од достоинствен живот за сите. Нови пензии за подобар стандард. Со сплотеност до подобра иднина. Потреба од достоинствен негување на идеалите на 11 октомври и така натаму и така натаму. Тоа се колумни кои предизвика посебно по социјалните мрежи големо интересирање и по мене тоа ми дава и потик да и понатаму создавам посебно нови политички дела, а да имат цел да го навистина збогатиме животот и да имаме и во овие времења, невремења,
создавање на соживот, создавање на братство, создавање на царење на човекот, на неговото битие, на благодетите, и ако го шириме се од тоа, ние таа сиромаштија ќе можеме многу подобро да ја победиме. Господине Драги, се надевам дека успеавме да ја разбудиме љубопитноста кај нашите гледачи за вашата книга, дека ќе имате навистина голем број на читатели, дека нема да застанете на 25-та книга, дека ние повторно ќе се гледаме и повторно ќе имаме ексклузивна промоција на некој ваше дел. Тоа веќе имам потик, веќе јас пишувам и раскази, но таа книга ќе биде веројатно во ова време идната година, още тешко се пишуваат, така не може, ова книга 3-4 години се пишуваше. Али бидејќи ова беше подготвена, да ви кажам искрено, ќе биде со раскази, али со интересен предизвикувачки наслов, или збирка на љубовни раскази за возрастни. Одлично. Ви благодарам уште еднаш. И јас ви многу благодарам.